Па најверојатно една од првите сцени кога ја снимивме Атиџа како го вади медот за прв пат и кога го направи својот ритуал за нас непознат до тогаш, да им врати пола од медот нив. И кога ја дознавме незината многу едноставна филозофија, тоа е земи пола, остави пола, ние знаевме дека суштината на овој филм е тоа и дека се што треба да следиме во таа насока. Бидејќи тој пристап не се однесува само на пчелите и на медот, туку на сите природни ресурси. И е некаква филозофија која што почна се повеќе се заборава и да изумира, особено во суровото капиталистичко време кое што сите ние го живееме. И сметавме дека е нешто кое што треба да се направи како потсетување каде треба да се вратиме во начинот на размислување и пристап кон она што го имаме околу нас. Најчестата реакција и тоа што некој ти го каже после проекција е фала. Углавном, тоа го кажуваат сегда. Овој филм има две битни димензии. Едната е човечката, другата е пораката што филмот ја дава. Очигледно ги има и двете на едно прилично високо, со еден прилично висок интензитет. Значи тоа што гледаме, самиот карактер. Амбиентот исто, условите во кои што живее, односот со мајката, односот со доиденците, сите тие работи. Од друга страна има порака која што таа порака има екзистенционален корен. Од таму иде тоа. Затоа е автентична и затоа е ударна очигледно. Значи, церемонијата на доделувањето на наградите беше онака буквално као 5 минути се случаја нешто на одеднаш 3 награди за тие 5 минути, значи ни самите не бевме свесни што се случува. Иако тоа што видов од самата конкуренција на Sundance, не дека нешто се издвоивме посебно од останатите филмови, меѓутоа можда жирито така одлучи поради самиот пристап на самата тема што ја работевме. Веќе не мислам една од главните работи што нас као сниматели не беше оттежнато што немавме никакво осветлување за време на снимањето, значи работевме само со природно светло и со свеќа и газената лампа, значи тоа не беше единствен извор на светлина и оганот во вечерните времиња. Се останато беше значи на природно светло, амбиентално светло и тие услови некако гледавме да не бидат мислам удостоени во однос на кадарот. Можда за тоа беше една од причините што добивме таква награда, бидејќи тоа што видов од останатите конкуренции, сето тоа беше некако поорганизирано, со повисок буџет, значи со подобри камери, ние бевме сведени на снимање на 2 или 3 дена максимум по ред, пошто немавме ни струја за полнење на батериите. Мислам дека тоа нешто не беше главен на двигател во однос на наградата. Arkada şunu yarın. Hem sizde hem. Yarı sana, yarı bana. Скоро 12 месеци монтажа. Многу интересно што во првиот равкат, кој што беше и најдолг процес, го монтиравме без тон, без никаков звук. Он избора на турски, ние не го разбиравме тоа. И кога го пуштивме филмот без тон, веќе тоа беше нека верзија од 2 сати, таму веќе имаше филм. Таму веќе беше силна структура, дури се занесувавме на почеток дека можда и би бил интересен филмот да се направи без титли. Толку беше тоа моќно внатре, дека се разбираа и многу работи без диалози. Е многу интересен визуелен тип на нарација, кај што се покажа после стварно дека и работи титловите не е дека пречат, да само да објаснуваат уште некои ствари. Но приметивме некои луѓе што не, да кажеме, не зборуваат англиски, имале само англиски титул, да кажеме.
повторно го разбрале филмот. Дури и деца го разбираат, што не разбираат турски, што нели не знаат да читаат се уште и така натаму. Тоа беше можеби едно од најфасцинантните за мене збор во тек на монтажа. Се што ќе помислев можеше да се оствари. Такво богатство имаше во тој материјал да све беше извадливо. И таа фасцинација мислам дека нема да ја заборавам, тоа мислам дека кој дали може повторно да се направи. Не ми е јасно. Ама според ова што вака како го имам како една меморија, едно сеќавање на тоа што сме поминали монтажа и на кој начин, мислам дека е едно од моите поубави искуства. Ја имам впечаток кој ќе се вратам тогаш на моментот кој не пречека Атидже ќе чуеше дека доаѓаме со джипот и ќе излезеше надвор и некако се сеќавам на првиот момент кој да ја знаев 200 години, а само фотографии имав видено до тогаш од Љубо кој се запознавте прво. У следните 3 години поминавме доста време заедно, секој идење беше нова дружба. Свекој идење Атидже ќе ни раскаже некој нов момент, или ќе го снимаме, или ќе бидеме зашто не ни кажа порано. И така, секогаш беше некој изненадување што ќе ни приредеше Атидже околу пчелите. Атидже многу сака да слуша музика и многу сака да продуцира музика. Не само што јас мислам дека е многу музикална, не само тоа, туку и ужива во музиката. Тоа нормално се гледа во филмот и сите мислам дека може да го почувствуваат. И после таа затворената проекција имавме нели концерт каде што таа се вклучи. Направивме една заедничка забава со тоа што ние остававме неја како ентитет самата, да не го расипувавме филмот затоа што сме скроз различни светови. И мислам дека толку многу уживаше што се заборави, се изгуби. А имаше доста поддршка од публиката. Ben çalışkan arıyım, altın gibi sarıyım, altın gibi sarıyım, kovanım balda